Првите пастрамајлии чии мирис се чувствувал низ старите штипски сокаци се изработени од познатиот мајстор Митре Митев од штипското село Врсаково. Гледајќи од својата мајка и баба како растегаат тесто во кое ставаат пушено месо, тој го запометил ваквиот специјалитет, кој денес е познат низ светски рамки. Ова ремек дело од рацете на Чичко Митре достигнало да се дегустира низ светот – Србија, Австралија, Германија, и секој кој пробал од него останал воодушевен. Првата пастрамалија, јас уште памтам моите стари беа многу стари, 1902 и 1903 беа родени. Мајка ми правеше од лево, земе, растргне, они се гледале дали од турците, не знам што, и у тоа ставаше месо. Така, на обичен начин. Месо многу сладко беше. Какво месо? Тогај ставаме ние пушено месо или сушено. Ние у селата се тогај сушише месото. Над шпорето се сушише и од тоа месо става, беше многу убаво. После полека почнаа и да прават овие приватните пекари. Почнаа да прават, значи знаеше се в пастрамалијата, само форматот беше тогај друг кај ни. А кај нас после измислиме овај формат друг ја ние. После надолго. А кај ни беше друго, беше округла. А како подготвуваат домакинките тогаш? Дали беа надолго или во вид на пица? Како пица малку беше, така округла беше, така малку и ставаа месце и така ние како деца сме јаделе. Меѓутоа, дали се премачкуваше исто со мас? Па од истата, од собствената маса се премачкуваше и тогај и сега. А печењето? Печењето тогај беше у фурни. Кај лебо, кога го стават лебо се нареде, после на крајот се ставе тоа ти е потенко, за да може да го извадат, за да не изгоре. Од која важност е вкусот да се долови со фурната? Фурната може малку подобра, ама многу тешка за работа. Најголемиот врв во животот на Чичко Митре е носењето на неговите пастрамајлии во Австралија, со што тој се докажал како врвен мајстор. Јас прво почнав да учам гимназија. Одам гимназија 2-3 дена, 5 дена, 7 дена, гледам, заменем са родителите малку посиромашни, гледам многу трошкове, треба многу комбинации, книги вамо тамо, и доваѓа до мојот другарче, вика: Митре, барат некој дете да оде у угостителската фирма што беше, вика да оде да разговара, ако сака да оде у Охрид да учи тамо платено ти храна, школување, сети платено. И ево тука јас право одам у угостителите кај директорот. Добар ден, директорот, добар ден. Барале сте некој дете за школување за у Охрид. Седи. Што сакаш да бидеш, келнер или кувар? Викам, подобро кувар, готвач да бидам. Оти готвачо може да биде келнер. Келнеро не може да биде готвач, тешко е. Треба да учиш. Кај него доаѓале познати звезди. Една од нив Хелена Розга, кои пробали и вкусиле од традиционалните пастрамајлии, а подоцна истите се јаделе со декорација на кисело млеко. Многу пастрамка трошеше, сега не трошат кафаните пастрамка. Од каде се набавуваше самата пастрамка, месо? Ја од Римник. Каде имаше римници, сите ги знам у Македонија, или ми донесат, или вечери идам после 11 сато, договорам си, они ми ги извадат, измерат и дојдам. Оти близко е до Пекчево, тај рибник сум земал, од Кавадаречкиот рибник, од сите рибници, нема од кај не сум земал риба. Кажете ни, врз основа на тогашната Југославија, така наречена, каква беше поддршката од државата? Дали функционираше се во сосем друг систем? Па малку беше законот према нас беше малку крут. Многу ни правеа контроли. Многу контроли има. Па каси се измислуваа вамо тамо. Ама работеј бе. Да ви кажам, добро беше. Даноците беа многу големи. За да се работи една работа потребно е љубов, марифет, но и хигиена кога станува збор за угостителска работа. Треба да ја сакаш работа. Број 1. Второ, да си роден за хигиената прво. Да можеш да си роден. Познатиот штипски специјалитет пастрамајлија останува и понатаму обележие на истокот, кое е препознатливо на светски рамки. Потеклото на ова ремек дело најверојатно е со потекло од турската кујна за време на турското робство во Македонија, па денес истото останува голем бренд со кој се гордеат штипјани.